Здраво! Честопати како родители го поставуваме прашањето како да ги натераме нашите деца да не слушаат, а ние да не викаме. Причината која што лежи овде, заради која што ние им викаме на нашите деца за тие да не слушаат, е тоа што ние така сме си ги научиле нашите деца, така сме ги обучиле на тој знак. Значи сега така научени и обучени нашите деца со таква една навика, мислат дека освен ако тато и мама не викаат, ние не треба да слушаме. Значи така викањето на децата им станува еден знак, нивен или нивни сигнал. И значи овде вистинското прашање кое што всушност треба да се постави е каков знак или сигнал јас треба да му дадам на моето дете за да не викам. И така ние можеме да почнеме со тоа, например, ако останеме смирени, да одиме до нашето дете, го намалиме тонот на нашиот глас и го правиме спротивното од она што доттогаш сме го правели. Значи, паузираме, одмараме малку, остануваме мирни, одиме до детето, го насочуваме нивното внимание спрема нас, завземаме при тоа еден цврст став, се сретнуваме со нивната енергија и се уверуваме дека нашите деца ќе го проследат она кое што ние им го кажуваме. И тогаш добиваме една win-win состојба или, значи, ќе можеме да ја оствариме нашата цел како родители. Значи, драги родители, на 25 октомври, тоа е наредниот вторник, со почеток во 18 часот, во хотелот Кристал Палас, ве чекам да дојдете на предавањето за свесното родителство. Предавањето е бесплатно, затоа ве молам, не пропуштајте ова прилика, можете да добиете, ништо нема да изгубите. Ве чекам. Чао!